Околу новогодишните празници традиционално е одењето на прослави како и дочек кој ќе остави убав спомен од секоја година. За таа прилика понежниот пол најчесто знаат добро да се средат, а неизоставен дел се и фризурите кои според фризерките се индивидуални. Фризурите се индивидуална работа и зависи муштеријата каков карактер и зависи он што сака да носи. Сега моментално модерно е кратките фризури се носат. Свечените фризури, например, може кратките залижани фризури. Сега носат се фризурите од 90 се врна степеносто шишање, да речеме слободни романтични локни. Зависи, например, кој шо на исто така е сега актуелно многу афрото, например, се носе. Зависи од храброста на самиот муштерија, да речеме, на самиот клиент. Она што во последните години е актуелно е менувањето на бојата на косата, а ова се најголемите желби на муштериките. Сега во тренд највише, да речеме, младите носат ги шатираните нијанси, балајажите ги носат тие новите техники сега што се. Омбрето више толку не се праве. Балајажите се прават повише доминират природните нијанси. Младите повише го носат посветлите тонови, ладните сивите тонови, неонско сивото. Она што е специфично за оваа година се постојаните поплаки дека се е скапо и дека парите од месечните плати не стигнуваат. Контрадикторно на ова, од фризерските салони велат дека тие работат со полн капацитет, а жените никогаш не штедат на убавина. Секогаш пред нова година, да речеме 20 дена пред нова година, тоа е има работа баги. Осеќа се новогодишната атмосфера. Па не, кај нас немаме такви клиенти, мислам. Обично жените не штедат за фризури, значи сакат си убаво да се изгледат. Фризерските салони се само една гранка која заживува за новогодишните празници, а овде може да се вбројат и рестораните и кафеаните каде место за прослава и дочек се резервира и неколку недели однапред.